справување со дезинформациите, заштита од бизнис и од политички влијанија, регулација за користење на вештачката интелигенција. Тоа се дел од насоките што се очекува да влезат во новиот кодекс на новинарите во македонскиот медиумски простор. Консултациите со стручната фела се во тек, а главен координатор е Сдруженијето на новинарите на Македонија. Изминати се повеќе од 20 години од како направен кодексот на новинари на Македонија и наистина новото време, новите технологии, новата комуникација, новиот начин практично и на размислување, новите алатки што се нудат, донесоа покажаа потреба за измена на кодексот на новинари на Македонија. Првата верзија од кодексот за етичко работење беше изработен во 2001 година. Од Македонскиот институт за медиуми, кој учествуваа во тогашната изработка, нагласуваат дека дигиталниот медиумски простор донесе сериозни етички предизвици. Присуството на огромен број на дезинформации, значи неточни информации, полуточни информации, манипулативни содржини на дигиталните платформи посебно е голем проблем. Говорот на омраза врие во овие содржини. Во изработката на новиот документ, клучна улога има и Советот за етика во медиумите. Од таму ги посочуваат дигитални предизвици во составањето новинарски содржини. Да спомнеме само еден пример. Вештачката интелигенција никаде не ја третираме и некако во земјава се правиме дека не постои, а веќе во новинарството, како што ми велат колеги, се користи и тоа солидно, никаде во текстовите не е нагласено. Подготовката на новиот кодекс се изведува според две обемни истражувања за состојбите во македонскиот медиумски простор. Автори на овие анализи се експертите за етичко и медиумско известување Марина Тунева и Александар Манасиев. Во етичката рамка треба се интервенира во делот на заштита на ранливите групи во општеството, бидејќи и секоја комуникација која што се одвивала овде, секоја јавна дебата покажала дека тие не се доволно заштитени. За жал, не се доволно заштитени. Дали е тоа свесна, несвесна тенденција, тоа е веќе друго прашање. Меѓутоа, на многу потреби на ранливите групи не е одговорено во новинарското информирање. Целата поента е да се зајакне процесот на саморегулација, од една страна, а од втора страна да се опфатат веројатно ќе се опфатат и сите овие контент креатори, инфлуенсери и така натаму. Како ќе се одвива тоа навистина не знам, но дефинитивно и тие мора да знаат дека креираат некаква новинарска содржина, дека имаат одговорност и дека таа одговорност е некако офатена во некоја етичка рамка. Финансиското обстојување на медиумите пак, според искуствата од Европската алијанса на совети за етика, се покажало како најранлива точка за можни политички и бизнис притисоци, како и влијание врз новинарските редакции. Изворите на финансирање треба да бидат наведени и нивното потенцијално влијание, дури и до тој степен се оди во контролата на тој сегмент и заштита на редакциите да не бидат под влијание. Било да се тие политички, финансиски влијани. И знаеме дека во недостиг на ресурси за финансирање на медиумите, тоа навистина е проблем и се прибегнува кон различни начини на финансирање. Доколку се дозволи тие начини на финансирање да влијаат, сме имали и такви практики, доколку се дозволи, тогаш веќе новинарството е во рацете на некој друг. Значи имаме тргување со влијание како нов феномен кој што не е споменат во сегашниот етички кодекс. Значи имаме сериозни проблеми кои што се појавија во последниве, да речеме, 10 на 15 години во рамки на политиката и на бизнисот. Дефинитивно дел од колегите, посебно оние помладите, сметам дека недоволно го познаваат и воопшто не го сметаат како проблем некој од работите со кои што се соочуваат, посебно во делот на политичко или бизнис влијание. Од Советот за етика пак се категорични. Неопходни се и редовни обуки во редакциите. Толку многу недостасува тренинг и редовна обука за новинарите, за младите луѓе што се вклучуваат во новинарството, за да се фатат чекорите и со современите промени во медиумската индустрија, но и да се научат основните правила. Овде едноставно се скока во еден медиум, медиумот е среќен ако добие нов човек и не вложува во обука, бидејќи редакциите се помали и помали и навистина обуката е нешто што треба да го следи, да ја следи промената на кодексот. Тоа што ќе се зацрта во новиот кодекс навистина треба да се пренесе во редакциите. Очекувањето во новинарската фела е дека новиот кодекс ќе помогне и за поголема доверба кон медиумите. Таа работа мора да си ја преземат новинарите на свој грб,
на свој тобар, вклучително со новинарските организации. Бидејќи навистина новото време создаде низа на ситуации во кои што се изгуби довербата во новинарството. Тоа е пред се поради појавата и на оние непрофесионални и медиуми и на новинари и на луѓе кои што го искористија влијанието на социјалните мрежи за да можат да создадат една слика дека всушност на новинарите не треба да им се верува. Но тоа не е така. Затоа и го правиме овој кодекс, за да може да се распознаат професионалните од непрофесионалните новинари. На маса стои размислувањето дека само регулацијата во рамките на новинарската фела некогаш не е доволна. Мислам дека сепак ќе мора во некој нареден период да се пристапи кон една форма на корегулација, значи регулацијата и етичките стандарди, да видиме до каде можеме да ги доближиме на начин на кој што првин ќе се гарантира дека тие ќе бидат спроведени од страна на институции кои што се тотално неполитички, тоа се најчесто тела за регулација, и од друга страна ќе се внимава да не се повреди слободата на говорот како основно човеково право. Според најавите, новиот етички кодекс треба да биде финализиран кон средината на оваа година. За Гласот на Америка, Тоше Огњанов.